Добро утро и од мене, а во денешната рубрика посветена на жените и женските теми, задоволство ми е да ја поздравам Сара Миленковска, политиколог, активистка за женски права. Доколку имаме, добро утро, Сара, благодарам што се вклучи во денешното издание на Утрински брифинг. Добро утро и секогаш што благодарам за поканата. Така. Кога последен пат разговаравме, тоа беше пред едно 4 месеци, тогаш само на ниво на идеја разговаравме за вашата иницијатива Сподели авторка. Сега веќе тоа прераста во еден проект за кој што ете известуваат и некои медиуми, за кој што вие веќе го проширивте и низ другите градови низ Македонија. Па кажете ми, Сара, како успеавте да го реализирате, што беше почетната иницијатива? Ти благодарам. Јас си уште сакам да го нарекувам иницијатива, бидејќи не е проект во смисла на таа конвенционална идеја за што представа проект во нашето цивилно општество, бидејќи си уште се развива како таква. Од самиот почеток, пред се, мислам дека беше исклучително важно што имав можност и тука на вашата платформа да споделам иницијативата. Тогаш беше можеби по збунувачки на повеќе страни, меѓутоа тоа што успеавме да направиме од тој момент па навака е баш преку споделувањето на оваа идеја повеќе со различни луѓе, и со професори, професорки, со различни иницијативи кои што работат во ова поле, да стане појасно, односно што навистина ние можеме и сакаме да постигнеме преку ова. Од тогаш успеавме да обезбедиме директна подршка за 100 книги да бидат купени преку од Чивлинг алумни мрежата. Со тие 100 книги ние успеавме да направиме 3 пакети за различни библиотеки низ Македонија. Во меѓувреме, иако ги обезбедивме тие книги, ни беа добра, како да кажам, основа за понатаму да се развива иницијативата. Многу ми е значено што и многу луѓе ни пишуваат и се охрабруваат и дополнително донираат тоа што можат од нивните библиотеки домашни и исто така имаат можности да купат некои од книгите кои што ние ги имаме споделено на јавната листа на женско творештво и феминистичка и квир теорија. Така да, Сара, од различни аспекти успеваме да собереме информации, а тоа што успеавме да го направиме, освен што ги обезбедивме овие книги, исто така и да отидеме заедно, јас и Флора од Стела, да отидеме во Битола и во Делчево, а овој викенд, односно оваа сабота, ќе одиме во Струга. Успеваме само еднаш месечно да се организираме да отидеме во еден од градовите, бидејќи сепак имаме други обврски, меѓутоа мислам дека вака дури поубаво се одржува и мислам дека на тој начин повеќе ќе остане во тек целата оваа иницијатива. Можеби не е лошо да подсетиме за што всушност се работи, тоа е дека вие всушност донирате, давате пакети книги на библиотеките, нели, еве како што излезе, тогаш на почетокот беше малце поопширно замислено тоа. Давате, значи, литература од женски автори, феминистичка литература и литература што мислите дека секој би требало да ја прочита за да се запознае со основите на она што значи женско писмо или феминистичко писмо. Да, токму така ти благодарам што го сумираше она што навистина ние се трудиме да го направиме. Преку оваа иницијатива, освен што се залагаме, значи, за поголема представеност на женската литература општо во библиотеките, се залагаме малку да се актуализира прашањето во врска со колкава е поддршката што ја добиваат јавните библиотеки, во однос на тоа дека од тоа што ние можевме да заклучиме преку интеракцијата, дека навистина има желни луѓе кои што сакаат да функционираат и се повеќе се користат тие библиотеки, меѓутоа се гледа дека и недостига одредена системска поддршка за истото да го прават на соодветен начин. И исто така се надеваме дека преку ова и може се повеќе ќе се мотивираат луѓето и да ги користат самите библиотеки, особено за време на пандемијата. Например, едно прашање баш ми беше поставено во однос на тоа дали можеме сите ова ние онлайн да го направиме.
меѓутоа ние би сакале да повторно се формира простор за користење на јавните библиотеки, на јавниот простор генерално, во однос на тоа што би значило да ти си дел од одредена заедница на тој начин и учествуваш преку земање на одредена книга или донирање на книга во твојата локална библиотека. Така да на повеќе слојна оваа иницијатива, иако функционираме што се вика со многу малку ресурси, буквално ресурсите се нашето време и книгите кои што некој би сакал да ги донира, сепак мислам дека на убав начин се потсеќаме дека треба да се почитува женското писмо, да се обрати внимание на тоа што денеска нас нема направено да работиме во ова поле. И иако можеби ги немаме сите книги кои што би сакале да ги донираме во библиотеките, сепак успеавме да направиме некоја убава селекција од 30 на книги по пакет на некој начин, со цел да од тоа биде добра поидовна точка за понатаму уште повеќе ова да расте. Бидејќи за сега ние успеваме тоа да го направиме, сепак е и на некој начин символично се ова што се трудиме да го постигнеме. Но без разлика се надам дека ова и ќе ги отвори прашањата за литературата во училиштата која што се користи за тоа генерално да ве прашам, Сара, бидејќи вие со оваа ваша иницијатива всушност пополнувате на празнина во образованието, а тоа е дека во формалното образование, во средното, па и во високото, освен ако не е специализиран некој предмет, пополнувате на празнина во која што токму би требало да биде пополнета со книги од женското писмо, со феминистичката литература, со феминистичката теорија. Имено со години бевме сведоци дека во учебниците, например, имаше некои несоодветни, сосема дискриминирачки содржини, два од нив се веќе повлечени, но тие се уште постојат тие текстови. А токму овој ваш начин некако ме потсетува на некакво алтернативно образование. Да, дефинитивно мислам дека токму во недостиг на формална подршка и во недостиг на самото тоа овие книги да бидат дел од нашето формално образование, ние се трудиме тоа да го адресираме, бидејќи на крајот од денот и начин на кој што јас сум стигнала во моите студии и општо лично напредување до овој тип на книги е преку размена со други луѓе или со професорки или со мајка ми која што се потребува малку повеќе да ми помогне околу тоа. Меѓутоа, тоа не било никогаш системски поддржано. Така да сите мислам дека генерална иницијатива во нашето општество се обидуваат да пополнат одредена дупка која што би требало одредени надлежни институции и системски да бидат поддржани. И искрено од една страна нам е јасно дека сепак станува збор за многу мала иницијатива и можеби ние нема да го промениме светот со ова, меѓутоа се надевам дека бар на оние жени и девојки во помалите средини ќе биде овозможено еден пристап до повеќе информации, бидејќи на крајот од денот кога се гледа и преку различни истражувања, не само во однос на литературата, него генерално во која поддршката што ја добиваат за нивен личен и академски развој, гледаме дека има одреден недостиг на поддршка и ова се надевам дека ќе придонесе барем на некој начин, на можеби дури и минимален начин да направи одреден исчекор кој што е дефинитивно потребен со цел тие да имаат одредена поддршка за да можат да се реализираат во она во кое што за нив представува некаков одредена идеја. Во моментов, например, тоа стално го кажувам дека оваа иницијатива во некој совршен свет би започнала со целосна анализа и истражување на која е сегашната литература која што е во училиштата и која е литературата која што соодветно дополнително би требало да придонесе за унапредување на женските права.
Меѓутоа, сепак ние се справуваме со тоа што го имаме пред нас, така да затоа и многу сум благодарна од солидарноста на различни луѓе и иницијативи кои што ни помогнаа ова да го направиме, да го зацврстиме малку повеќе, бидејќи нам не е јасно дека станува збор за многу лимитиран извор на ресурси кои што ги има за да се надополни фондот на јавните библиотеки и воедно исто така една значајна работа која што видовме дека има и доста голем недостаток на превод на феминистичка литература и теорија, така да дури книги кои што сакавме да ги набавиме, свативме дека не е возможно бидејќи не се преведени. Ние имаме книги на англиски, на албански, на македонски јазик, меѓутоа сепак е поразлично кога одредена теорија се чита на мајчиниот јазик и мислам дека многу по директно можат одредени идеи за солидарност и за еднаквост да бидат пренесени. Сара, сосема за крај, би било интересно да слушнеме неколку наслови барем од овие пакети што ги давате, што ги донирате на библиотеките. Имено, кои се тие книги што ги сметате за задолжителна литература за феминистичко образование некое? Да, јас се трудам да го избегнувам малку зборот задолжително, бидејќи не се сметам себе си за авторитет кој што има за право да каже никому што е задолжително или не. Можам да кажам само од лична перспектива во однос на тоа што мене лично ми придонело да одредени работи или ми бидат малку појасни во однос на еднаквоста. Меѓутоа, она што ние успеавме да го набавиме се наслови од Тони Морисон, значи почнувајќи од Неза, па потоа до Маргарет Атвуд, се трудиме Джейн Остин, Вирджинија Вулф, исто така се трудиме и македонски и албански авторки да подржиме, Ива Дамјановски, Диана Петрова, значи повеќе различни, на некој начин тоа не може се да биде класифицирано во однос на феминистичка литература, повеќе имаме на некој начин женско творештво, меѓутоа најдовме друг начин, бидејќи не сите можат да донираат феминистичка литература, бидејќи сетивме дека на крајот од денот и тоа и недостига и во личните библиотеки, на тој начин на кој што тоа се трудиме да го направиме е во соработка со едно дизајн студио Морско, сега кој што ќе купи една ташничка на некој начин донира за книга купена од наша страна, баш конкретна феминистичка теорија, дали е феминистичка теорија на политика или нешто од твореството на Симон де Бовар, значи различни книги кои што се трудиме да ги опфатиме. Првите 3 пакети беа фиксни 30 наслови, меѓутоа сега четвртиот и петиот пакет кои што се веќе во изработка на некој начин, да кажам, тие ќе бидат малку поразлично, бидејќи сепак тука станува збор за директно донирани книги од граѓани и граѓанки. Сара, ви посакувам успех со ова ваша акција. Се надевам дека ќе продолжите и понатаму, додека не ги снабдите сите библиотеки со овие книги што се до динари. Благодарам многу за денешното вклучување во утрински брифинг. И јас ти благодарам многу за поддршката од почетокот до сега и што продолжуваш да ја споделуваш нашата иницијатива.